Сезоната започна. Еден тркачки викенд е зад нас. Не можам да кажам полн со возбудување, меѓутоа и далеку од досаден. Ниџо, ајде, накратко, среќен си, почна трките. Преубаво беше, преубаво. Добро, да. Среќно, да. Среќно, весело, бериќетно, да. Убаво за некого не. Некој си го однесе. Започна World Superbike, традиционално би рекол во Филип Ајланд, односно во Австралија, ако не се лажам, единствената трка од World Superbike на шампионатот кој што се вози надвор од Европа. Сите други со во Европа и попат на коментарите кои што ги правевме минатата сезона дека има големи дупки, големи простори помеѓу трки, се имаме повеќе од 4 недели, односно 5 недели пауза до следната трка во Портимао. Но за 5 недели ќе се случат чуда. Она што е важно е дека оваа недела, овој викенд видовме за мене една повеќе изненадувачка реакција на шампионот. Па добро, Топрак не му е страна оваа реакција и додека возеше во Ямаха на оние битки со Алваро Баутиста, знаеше вака слично да изреагира, така да не е нешто ново, да. Само што не очекувавме дека баш на првата трка ќе се покаже една мала рекапитулација, трите трки убедливо и сите сесии убедливо ги доби Никола Булега, помалку или повеќе би рекол очекувано. Она што не беше очекувано или малку беше дискутирано, а всушност се случи, тоа е дека Јаноне и верувам на твое задоволство, Баутиста влезе во приказката и дури во втората трка, односно во неделата во втората трка, во Рейс 2, да не го заглавеше малце Рединг и Петручи, може би ќе стигнеше да го нападне Булега. Стартуваше од четврт ред, што е за овој тип на трка и на овој патека изненадувачки, многу назад, а успеа да стигне до втората позиција, дури и да каже дека може би ако имаше малце подобри услови и ќе го нападнеше Булега, што е секако многу интересно. Но, сума сумарум, имаме барем оваа трка, овој викенд, Дукати Куп, а? Да, скроз, освен на првата трка кај што Топрак успеа второ место да заврши, све друго беше освоено од Дукати, подиумот беше италијански комплетно, освен Баутиста што го спомна, другите протагонисти Булега, Јаноне и твојот омилен Петручи. Читав Петручи бил задоволен со тоа што бил во топ 5 континуирано во сите три трки, еднаш се качи на подиум, за жал само во Суперпол трката, односно најкратката со најмалку бодови. Тој ми се чини дека оваа сезона ќе си има своја битка со Јаноне. Мислам, пријатели, другари, ама ќе си ја водат битката меѓу себе, помеѓу сите други. Да. И Скот Рединг очигледно ќе им се вмешува за таа некоја си трета позиција или прва кај приватните тимови. Да. Така, тоа е некој распоред вака од првата трка што. Дали мислиш дека реакцијата на Топрак делумно всушност беше и под влијание на конечниот успех на Скот Рединг? Сиротиот се израдува дека вози Дукати и дека може напред да биде конкурентен. Иако цело време изгледаше, особено во втората трка, дека е споре ги кочи, другите го кочи, овој го кочи, и на крај па си заврши најнормално, брзо, све фино се извози човекот. Па да, и он имаше викенд за памтење, не знам, 2-3 години немал ваков викенд. Трите трки ги заврши топ 5. Скот Рединг што покажа некоја си стара форма што бевме навикнати на некој начин да го гледаме кога возел конкурентен мотор. Сепак човекот е шампион од Мото двојки и тоа сосема солидно има извозено, има и добри дуели со Марк Маркес возено на времето, така да не е баш некој за подценување и за фрлање. Сега проблемот што не успеа од БМВ да направи тоа што Топрак направи, де факто, тоа е негово лично, не знам, окей, разбирам дека некој не може да се адаптира на моторот, ама не се покажа као работник, баш као некој што знае што сака од моторот. Топрак имаше можда и среќа со тие супер концесии, мада и Скот Рединг ги имаше на располагање, зашто БМВ никад не бил толку конкурентен, за ги нема концесиите.
сега Да, ќе кога го сме веќе тука на прокоментираме тоа за темата. кратко. Да. Да. Ајде те молам, искажи се тука, пошто знам дека на срцето ти лежи малце вовед зошто БМВ-то може да биде далеку од она што го гледавме минатата година и покрај тоа што ја не верувам дека Филип Ајланд е јасен индикатор за тоа што ќе се случува оваа сезона. Да, тоа е прво и основното што кажа, сигурно дека не е индикатор Филип Ајланд. За формата на BMW ако зборуваме, меѓутоа за формата на Дукати ако зборуваме, дефинитивно е индикатор. Гледавме 5-6 мотори на Дукати напред константно и они беа главните протагонисти. Не знам, по некоја си Бимота се моташе тука, Бимота се моташе, не беше намерно ова. И тоа беше од прилика, освен Топрак што успеваше. Имаше и Вандермарк, некој си обиди да влезе во првите 5-6, меѓутоа слабо бледееше таа форма. Ако не се лажам, Локатели беше најдобра Ямаха што влезе во, да. Океј, пето или шесто, нешто така. Така, на една од трките, мислам дека на една или на две. На втората. Джонатан Реа го нема, не знам дали зборевме прошлиот пат дека имаше страшен пат и не знам колку 3 прелома има на левата нога, така да тој да не го урочува, ама мислам дека тешко дека ќе се врати. Да, тешко дека ќе се врати и више не е ни репер Ямахата генерално очигледно. Најавија замена возач Фернандес, ако не се лажам. Да, Аугусто Фернандес, тест возачот у MotoGP на Ямаха ќе вози на местото на Джонатан Реа. Оке, нека извози и он нека трка веќе кога толку млад отиде за тест возачи, нека се порадува. Колку ќе се израдува баш со тој мотор ќе видиме, ама ајде, башка приказна е тоа. Суперконцесиите беа воведени за да може да се изнивелира овакво гридот на Супербајк, значи да имаат шанси останатите овакво производители да развијат мотор кој што ќе биде конкурентен. Во случајот BMW успеа да направи нешто што ние не ни знаеме, дури многу малци информации има за тоа што дозволуваат суперконцесиите. Во случајов дознавме од после, значи од кога ги снимаа суперконцесиите, дека имале да кажеме рам на ниво на MotoGP мотор, значи прототип, не е оној истиот рам што го има Супербајк, кој што дозволува флекс на самиот мотор, на самата шасија, особено во кривина кога се влегува, што овозможува подобар грип и подобро време на круг на крај крајеви и подобар филинг на самиот мотор. Едноставно влева само доерба за да може да се вози брзо во кривина. Тоа го осети недостатокот на тој рам уште на тренинзите Топрак и уште од тогаш почна плачките што коментиравме ја и ти. Дека овој мотор е дури полош од ланскиот, не само што нема напредок, туку е и некој чекор наназад, што е очигледно по резултатите што ги видовме. Сега, дали се работи за специфична стаза, каде што не може да дојде до израз баш квалитетот на овој нов мотор на BMW, да не забораваме дека е скроз нов мотор, скроз. И е нов модел, секако, генерацијски нов модел. Да. Значи, не е ни тој фино сетиран. Топрак до душе покажа нешто, некое задоволство од сетапот, дека со секоја сесија наредна дека имал подобар мотор, што може да ни даде некакво чувство на втора трка дека нема да биде баш како прва. Значи, Портимао, веројатно тркачкиот викенд во Портимао ќе биде подобар. Па ќе видиме што ќе биде, освен ако не веќе почне да размислува на нешто друго, вајде нема да толку да се разочарува една трка, нели? Што најави? Супербајк моторите, може би за оние кои што не знаат, еве да повториме, иако се сомневам дека некој не слуша, а не го знае ова. Во суштина се серијски мотори кои што се достапни во продажба со одредени модификации кои што се строго ограничени со повторно хомологирани, сертифицирани, како да кажам, достапни за широка употреба, широка маса производи, ако не се лажам. Така, значи дури генерално, рейсинг модели, рейсинг опрема и така натаму, меѓутоа достапна за било кој обичен смртник во помла. Сега,
штелување, сетинзи, метинзи, тоа е више друго ниво, тука не дискутираме. Меѓутоа, физичките нели делови кои што се на самиот мотор во основа мора да бидат сериски достапни. Не знам дали за сите или за најголем дел. Вклучувајќи го тука и рамот, BMW го сменија моделот на нивниот S1000RR, ако не се лажам, така се викаше. Точно. И моторот мора да се базира на новиот актуелен модел кој што е во продажба, кој што е достапен за широка народна маса, и тука ги изгубија концесиите. Прво затоа што беа број 1, меѓутоа не знам дали е само тоа фактор или фактор е тоа што воведоа нов мотор, за кој што мислам дека, ако добро разбрав, 2 години треба да поминат пред да им се дозволи да они стават било каков друг тип на рам концесија да добијат и така натаму. Значи да се види првин дали е добар или не е добар, предпоставувам дека тоа е логиката, и после тоа да им се разгледа опцијата дали треба да добијат или да не добијат некаква концесија. И очигледно тука имало голема разлика минатата година, како што кажа, ретко каде можеше да се најде оваа информација, од после нели ја начекавме, ја дискутиравме. Но има уште еден фактор тука кој што можеби им влијае малце повеќе на Дукати позитивно, а тоа е со ограничувањето на обртаите, кој што сега малце го скратија, ми се чини, ако не се лажам. Тоа секој пат беше регулиран сегмент, меѓутоа сега уште пониско отиде. Не знам точно како беше. Они тотално го тргна како мерка на нивелирање ограничувањето на вртежи на моторот. Значи сега си се тотално во сток верзија моторите вртат, значи као што си се од мајка родени. Така да, ако до лани панигалете беше ограничено на 16.100 вртежи, сега е отворена варијантата и 16.500 врти, што е далеку повисоко од сите други мотори кои што се BMW-то околу 15.500, мислам дека доаѓа. Сега не е за споредување, ова е V4, ова е реден линиски мотор на BMW, на Kawasaki, на сите останати фактички, Honda и Yamaha, сите имаат реден мотор. И не е баш за мерење. Меѓутоа, фактот е дека се буквално отворени моторите и единственото ограничување наместо лимитот на вртежи сега е проток на гориво. Значи, тоа смета дека нема да може да го експлоатира комплетниот потенцијал моторот, доколку се ограничи горивото, и тука ќе се нивелира во текот на сезоната. Сега тоа се алгоритми некои кои што судиите во Superbike си ги имаат, со цел да биде интересно на пребројањето, значи да не избега некој многу напред, така да во текот на сезона ќе се додава или одзема гориво, проток на гориво по производител. Трка по трка, со секој посебно или како? Не знам дали ќе биде трка по трка, како ќе си го одредат тоа, ќе читаме и ќе бараме информации како што ќе течат работите. Ама тоа го најдоа као некаков си, како се вика, некоја си вага за измерување на силите и за нивелирање. Дали ќе биде успешно или не, ќе видиме. Малце знаеш како, дали е тоа во ред, дали е етички, дали е окей, дали е спортски, не знам, не сум паметен. Едноставно, факт е дека Дукати и BMW најмногу инвестираат во овие супер спортски мотори. Kawasaki нема кој знае од кога нова Ninja извадено. Yamaha веќе престана да ја продава. се префрли на Бимота баш заради тоа сега, пошто не ќе да инвестира, нема ни брендот толку многу. Бимота си има шасија, све тоа рам си има уникатен, меѓутоа моторот е истиот од Kawasaki, треба да го произведе. Некој нова варијанта за да биде помоќна. Yamaha е исто така, мислам дека е најниско рангирана во поглед на коинска сила. Маха престана со развој, ако не се лажам. Они него ни продаваат, него ни продаваат веќе еркецото, освен за тркачки потреби, значи не можеш да го купиш да го ставиш таблици за разлика од сите други. И Хондата, која што исто така кубури цело време и не вреди ни да коментираме сега, во случајот стварно мислам неприметлива беше уопште на оваа трка, како и претходни сезони, да не збориме. Така да се надеваме дека ќе биде интересно. Ова се веќе сложени работи кои што обичниот гледач и ние вклучително не сме ни свесни како до кој степен функционираат, за да може да нацртаме тука како тоа нивелирање. Битно е дека ќе се проба да се направи некоја рамноправна борба која што
ќе даде некој нов победник, да не биде само Булега или само Баутиста или само Топрак на крај крајава на прво место. Види, Булега беше добар на оваа патека и лани. Булега е освои својата прва победа, Да, премиерна да. победа во премиерен викенд, една, не три до душа, ама и лани. Сезона во која што Топрак беше нели доминантен. Да не беше повредата, немаше ни да има ни шанси Булега да го стигне. Да. Така да, од тој аспект не може да никако да кажеме дека нели готово решено е Булега ќе биде ваков, таков, онаков. Особено затоа што видовме дека и Јаноне и особено пак ќе повторам Баутиста се тука некаде, лани Баутиста го немаше никаде. Оваа година во ниеден момент не го отворивме муабетот или не се почувствува оној муабет, чекај, потежок му е моторот на почеток, сега е полесен. Директор ми рече, не знам дали оваа година повторно има таа дополнителната тежина. Да, ја има, да. Да ја вози. Да. Ама никој никаде не го спомна тоа, зашто едноставно, искрен да бидам, ја очекував Топрак да излезе напред, пошто бе еден позади друг во втората трка со Баутиста. Се зезна Топрак повторно, нели некако со стартот едно друго. Баутиста беше тој кој што успеа да се избори напред да излезе. Не очекував дека ќе стигне до втора позиција и дека стварно ќе биде толку брз, да бидам најскрен. Да. Така да, ајде да видиме, значи дека ќе биде интересен на шампионатот, дефинитивно ќе биде интересен шампионатот, затоа што лани видовме и тотална доминација на Топрак, кај што освои 13 трки поред, па не е дека беа досадни трките, мислам се, можеби он победуваше, меѓутоа позади имаше доста битки, доста борби, а имаше и цели викенди кои што благодарение на неговото отсуство делум нама ги зема Петручи, зема Булега, зема нели победи другото БМВ на дожд, и Јаноне победи, така. Ја не ми е стварно јасна реакцијата на Топрак покрај тоа што ова се што го кажа држи вода, баш када не забораваме, он го извозе викендов со скршен прст кој што му заздравува, значи показалец на десна рака ти е за кочење. Во првата трка заврши на втора позиција. Да. Во Суперпол трката направи грешка на сам старт и излета. Да. Тоа не беше грешка на моторот, држи, не држи, окей, после тоа се деси, не можеш. Имаше технички квар, така да тотално нема потреба, он него ни знае што викаш потенцијалот на моторот сега за сега. Окей, он најдобро го знае потенцијалот, да не се лажеме, меѓутоа ама извозе втор со тој потенцијал. Да, ама зборуваме за фрики викенд. Не е ова некој нормален викенд каде што треба он да мери, не знам, нијанси од лани и да споредува не знам што. Ептен чуден викенд, баш кај што за втората трка и за спринтот имаше страшен ветер, а коментираше мислам дека водителот на Eurosport дека овој БМВ има уште не само што он коментира, него очигледно има поголеми крила аеродинамични и такви јаки ветрови баш и не му лежат, нели? Памтиш лани на MotoGP кога извозе Раул Фернандес без крилца. Баш од таа причина, така да многу фактори се тука за да донесе таков заклучок и да крши визири така натаму И факторот со новиот асфалт и со паузата, со промена на гуми и 60 секунди, така натаму, мислам и тоа комплицира малце, те вади од ритам. Епа тоа мислам дека беше проблем за не знаеме дали беше квар или беше нешто до сета по втората трка, што чим излезе од боксот, он више знаеше дека има проблем. Значи, збориме за многу како се викаат инциденти, едноставно, не стандардни фактори кои што фактори кои што влијаа овој викенд. Да се мислам неговата изјава типот на ако не ќе си ја земам топката и ќе си идам дома. Мислам сега носиш број 1, човече, срамота е на прв викенд, ќе го викнам брат ми. Да. Добро, со Кенон, знаеш што, е опасна комбинација се тие, така функционираат со заканување. Да, ама види се, можеби Кенон го губи фокусот, пошто дојде внук му да вози исто така. Може си бара внимание се од Кенон, за тоа така реагира. Не е исклучена и таа опција. Од друга страна, па да ги прашаш дечки од Дукати дали би заминале, сигурно ќе ти кажат не, топ е, да супер. Па има сите изјави,
дури и Јано беше многу културен во изјавата. Ги читав изјавите на Дукати возачите после обвинувањето на Топрак дека да ме као Дукати куп било ти реков ми рече. И сите го дискутира ова што го дискутираме ние. Искрен да бидам, мислам дека Јаноне ќе има малце по така брутална изјава, така малце по без цензура, ама дури и он беше коректен. И он беше коректен. Така да дури не знам, некој од нив викаше ве чекајме малце као сите возачи што победија сега, вика се шампиони или у World Superbike или у Moto2, вика се надпреварувале, добивале освојувале победи, вика и у MotoGP, вика не можеш вика така да кажеш моторот и чао пријатно ме сега. А буквално стварно, значи правиме момент за шампиони, не актуелни, него шампиони бивши у World Superbike или луѓе кои што се бореле у MotoGP, освојувале Moto2, да. Види дека седнал ојле дојле се качал во Дукати се утрета место. Малце ги подценуваш, тачно, да. Види, мислам дека овде има замешано прсти Джиджи Далиња затоа што ако BMW се истопори одма со новиот BMW RR, Панигале ново има, така? Да, бе, како не. И V2 и V4 па и Маркес и Бањајец сите го извозеа и го палеа и му дадоа на Маркес да роден ден еднаш што тие. Зашто не настапија у Супербайк со тој мотор? Они возат со ланскиот Панигале. Не бе. Да, бе. Не може ама по логиката ако извадиле нов модел дека актуелниот модел треба да биде како BMW што не, така. Они немаат извадено нов Панигале R. Значи тој се користи за Супербайк. Сега може ќе го извадат, па ќе го работат едно добри година дена, па наредна година сигурно ќе настапат со него. Па види, ама се уште еднаш се покажа дека Дукати на стратешки план се доминантни, како ти кажеш, си газат. Што правиме му? Друга работа и уште што веројатно исто така битна, Боново се префрли на Дукати и веќе не вози BMW-ња, така да они немаат бекап информации. Само овие двајца се на BMW од цел град. Нема ни едно друго BMW веќе? Нема. Ау. Така да повеќе фактори. 4 бе претходно, ја мислев повеќе дека бе. 4 бе. Од тука можеби и нервозата на Топрак што малце у Ямаха филм влегува BMW од MotoGP, нели останаа со само фабрички тим. Можда, не знам, јас си влечам некои заклучоци мои, може не сум управо, ама факт е дека не е исто да имаш 6-7 мотори на стаза и 2 мотори. Информациите си информации, ископирана е таа шема што ја разработи Далиња во MotoGP и сигурно дека шеруваат информации. Дури оној Кардус ли како се викаше руки што е супер котираше, не знам, негде на пола оваква позиција беше негде на пола грид, не знам, на 10-то, 11-то, 12-то место, првпат вози у MotoGP британец. Така да, тоа е, си ја завршиле домашната работа. Како и да е, возбуда ќе има, ние се подготвуваме полека, но сигурно за првиот MotoGP викенд, ама има еден кој што не се подготвува, затоа што само што најавија дека ќе ја пропушти првата трка, односно првиот тркачки викенд. Страшно. Жал, број 1, Хорхе Мартин, повторно повреда на тренинг, нешто направил, некоја белја. Мислам дека немаше детали објавено што и како направил, само официјална информација дека дефинитивно ќе го пропушти првиот тркачки викенд. Жал ми е затоа што меѓу другото и нема да видиме колкава е моќта на Априлијата, ама има време, ајде само нека оздраве, нека биде добар. Да може нема останува ништо друго освен тоа да биде трпелив, дали се глупо е да го обвинуваме, мајде ќе кажеш за првиот пат беше и тој беше фрик несреќа и така натаму, ама сега и на тренингов не знам колку треба да си баксус да се случи ова на 3 дена, најверојатно утре требаше да лета. Предпоставувам. Априлија возел или возел нешто друго рандом? Мислам, дали рейсинг мотор или не, само на тренинг, дури не знаеме ни дали е на мотор. Може на точак, од кај да знам, може на крос, може на свашта. Така да, за тоа реков, пошто нема не смее да возат сега кај би можел да вози. Јас сум убеден дека утре му е летот. Планиран за првата трка. Убеден сум вторник е, нели, джет лек овона, среда, четврток веќе има пресконференција. Немаш кога. Али тоа е тоа. Баксус не виден. И картата авионска ќе пропадне, не знам. И мислам дека уште покриво ќе му биде ако
без зеки извади некој си подиум или нешто слично, мислам дека ќе си гризне од таквото. Ќе видиме, ќе видиме. Не ги видов времињата само како се со нас. MotoGP? Да, Сабајле, мислам дека MotoGP. главната трка е 5, 6 или 6, 7, 8, нешто така се тројки, двојки MotoGP. Сабота и петок само, не знам, ама и тие се сабајле рано исто. Чеки, local time, сабота, Тисо спринт во 9 сат са бајле. Недела, па добро е ова, бе. Па главната, да, MotoGP е 6, 7 и 15 и 9. Овие ќе се гледаат во живо. Да. Добре. Ќе се гледаат во живо, тоа е јасно. Добро. Мислам дека доста е за почеток на сезоната официјален, со веќе еден викенд тркачки зад нас. Што имаме друго да кажеме, што ќе коментираме друго? Па не знам, Имаме мене нешто? што ми остави впечаток, Никола Булега беше зрачеше со самодоверба. Не знам дали го гледаш уште на пред да почне викендот, со Топрак си прави онака муабет, па новинар дојде да ги праша кој ќе победи, ти или ти. Топрак онака се искручи, она се малце да се наметне, знаеш, као психолошки, да, сигурно ово, она, а Никола Булега вика нема ни ја ни ти, некој трети ќе победи, ама многу кул делуваше типот, така да ќе биде опасен оваа сезона, мислам дека ќе му сгазне на врат на Топрак, освен ако него досредат, еве има месец или една недела, колку рековме, 5 недели имаат време до втората трка да нешто дојдат до некаде ниво повисоко БМВ, ќе видиме. Ја не мислам дека е толку послаб БМВ-то, да бидам искрен. Мислам, окей, да, направет повторно, можеби ќе се гледа некоја разлика, меѓутоа убеден сум дека Топрак ќе може да изведе пак нешто од него. Можеби нема да биде толку доминантен како лани, но сакам да верувам дека малце играчка е ова, знаеш, цела усмисол на ние сме послаби, чека ќе поплачеме за да ни попуштат и слично. Можеби се борат за концесија. Има сигурно, верувам дека има, ама реално има веројатно тоа чувство што го имал со претходната шасија, со претходниот рам на моторот, одеднаш го нема, знаеш, и сега тука е еврејската клетва, знаеш. Да си имал па да немаш и веројатно психолошкиот момент е повеќе тука отколку што е до толку голема разликата. Ама едноставно кога ќе осетиш дека ти мањка од оваму лево и десно се вртиш сегде дукатисти околу тебе летат, знаеш, малце психолошкиот момент е зезнат, баш ка што се осоколи со освојување на титула, со, не знам, Турција, цела шетање и така натаму Германија. Знаеш, очекуваше дека ќе дојде тука и ќе растури све живо. Малце. Добро, лани колку бодови имаше на првиот викенд исто на Филип Ајланд? Па, тука беше негде, да. Тука беше. Што правиме муаве? Булега сега има значително повеќе, иначе он као Топрак немаше нешто повеќе. Булега сега има скоро 30 поени повеќе од вториот. 42. Така да не знам дали од Баутиста 42 или од Топрак 42. Од Топрак, од Баутиста е 42. Испод 30, негде околу 27-8 нешто така. Ама окей, види, долга е сезоната, ама па и нема многу трки кај Супербајк, колку се 10 викенди мислам дека се по 3 трки викенд, така да тоа не е малце. Еден викенд им носи вкупно 50 кустор 60 бода, колку имаше вкупно викенд? 62. 62, да, 25, 25 и 12, точно. Така да не е ни тоа за подценување. Не. Тама работа. Лани се убедивме дека е така, нели, со повредата на Топрак, Булега успеа да го стигне. Топрак на крај заврши со, не знам, 19 победи, колку имаше вкупно, 13 порети, плюс имаше уште... Да. Растури, така да. А сепак Булега влезе у последен викенд со шанси за титул. Оно што не го постакувам само, а во минатата сезона не беше толку многу монотоно, тоа е да еден викенд победува само еден. Сега, што не го сакам. Знам дека е тешко како организатор да поставиш систем во кој што нема да доминира само еден. Едноставно ако е најбрз, не, нема што да правиш сега ти тука. Да. Ама
ама реално ич не сакам кога знаеш дека овој викенд е, не, викендот некако ми е знаеш. Да. Знаеме, кога сега булега, знаеш дека ќе добие булега, освен ако сам нешто не се зезни, и тоа е тоа. Мислам, го бркаше и Аноне малце, го бркаше, не дека не, ама почна да му бега после 3 круга и толку беше. И ја ќе признам иста конотација дека си ги изгледав супер спорт трките за да доживеам некакво возбудување овој викенд, пошто беа стварно добри двете трки. Победи Ямаха со Стефано Манзи во првата трка и триумф што не се десило од никад. Прва победа во историја во Супербајк. Победи со Бут Еймос, така да со британец на британски мотор. И беше многу интересно. Значи, као најдобрите трки на Мото тројки и Мото двојки, да кажам, толку блиску беа цела трка, преку цела трка. Ако не ги гледаш секи вини што ти ги кажат, тие се двојките, тие се V2, мислам овие послабите, ама која не се 300-ките, така? Не, тие се средната класа, ама тоа е тешко за објаснување што све се вози таму. Таму се вози 700, 900, 600, све се знам. Све. Да, 4 цилиндраши, 2 цилиндраши, 3 цилиндраши, све се вози. Али, пази, таму успеле да ги изневелираат до толку добро да се менуваа скоро сите, освен Кавасаки до второ, трето стигна, уствари беше едно време и во водство, значи скоро сите, освен Хонда, беа на водечка позиција. Почнам да гледам. Знам, лани гледав некои трки од таму, ама оваа година па не ни помислив дека беа нели одложени, да се уживо може и ги гледав, вака одложено заборев да ги гледам. Да, ако сакаш да попуниш време, изгледај ги, пошто вреда стварно. Здрави. Поздрав до следниот викенд, така, имаме уште нешто друго да кажеме или? Не, следниот викенд отвараме MotoGP сезона и едва чекаме и тоа да прочитаме уште некоја вест, да видиме дали DJ му зараснала клучна коска, дали ќе може да вози он, ете од овие тројца повредени, едниот Раул Фернандес сигурно ќе вози, едниот нема сигурно да вози. Така да уште DJ да видиме дали у топ форма, да се врати на оваква на мотор и да отвориме лудата сезона. Така е, Нижо, бив благодарам за учеството во оваа епизода и до гледање, до видување и до слушање, до следната епизода. Следете ги програмите на нашата телевизија. Ајде, чао. Ајде, поздрав. Чао.